ова издание. Јас и Балаш на еден салаш. Игор Џамбазов се сеќава на Балашевиќ и други познати личности кои починаа од коронавирус. А како да се олеснат последиците од карантинот? Психијатрите велат дека и гушкањето помага. А во светот, Ерменија на рап на дестабилизација. Протестите продолжуваат. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со уште едно издание на Newsflash на гласот на Америка на македонски. До сега во светот се регистрирани на над 2 милиони смртни случаи како последица на пандемијата. Меѓу нив и познати личности. Тоа е случај и во Македонија и во регионот. Игор Џамбазов заедно со некои новинари и музичари се сеќаваат на дел од нив. Мики Трајковски известува. Палејќи свеќи и слушајќи ги неговите безвременски хитови, голем број македонски граѓани неодамна му дадоа последна почит на едно од најголемите музички имиња на балканските простори, познатиот кантавтор Ѓорги Балашевиќ. Тоа е само последен во низата познати имиња од светот на музиката, филмот, театарот, спортот, политиката, која изгубија битката со коронавирусот. Еве, јас лично познавам 50 жртви на коронавирус. 50 со кои јас сум живеел, сум соработувал, сум некој бев исклучително близок. И зарем тоа не е доволно за оние лесноверни што потпаѓаат под фейк ньюс да сватат дека навистина овој вирус постои и дека се додека не се заштитуваме едни од други, ќе бидеме во ваква ситуација. Никаде не одам без ова. Џамбазов вели дека најмногу го погодила загубата токму на Балашевиќ, бидејќи израснал со неговите песни. Сум заработил од неговите песни приближно колку една голема куќа. Јас сум еден од ретките македонци кои настапува со него, бев гостин на еден негов концерт во Универзалната сала, што би рекол тој 1800 и неке. И се сеќавам дека напишав песна Јас и Балаш на еден салаш, се викаше песната. Некои пак се емотивно поврзани со некој од овие луѓе. Окриѓанецот Горан Папас вели дека првата средба со Зоран Џорлев ја имал на 4 годишна возраст. Знаеш, Џорлев генерално мене лично многу ме повреди. Практично Џорлев е човекот кој што го откри мојот талент за музиката. Знаеш, и тој момент мене за Џорлев ми е толку силен, толку свеж, што мислам дека дури јас сум жив, тој спомени момент кај живее со мене. Новинарката Милица Џаровска вели дека се покажало ти овој вирус не бира кого ќе нападне. Лари Кинг последно во светски рамки. Кај нас уште не можам да сватам дека почина маестро Зоран Џорлев, мој многу добар пријател и соработник долги години, Драган Вучич предходно, кој што фантастичен музичар и пионер во многу нешта. Загубата на Балашевиќ не е само регионална, туку може да се рече дека и светска, затоа што обединуваше милиони луѓе. Папас размислува делата на некои од овие уметници да ги овековечи во така наречен DVD концерт. Луѓето кои што не напуштија оваа година поради пандемијата, мислам дека заслужуваат да добијат едно такво внимание, да се направи еден трибют на сите луѓе кои што го напуштија овој свет, да се направи некоја преработка, па и да се препеат песните во оригинален во нивна чест. Сепак, сите се сложни дека светот Балканот па и Северна Македонија повеќе нема да бидат исти после пандемијата. Од Охрица, гласот на Америка, Мики Трајковски. А од вестите во светот, продолжуваат протестите во главниот град на Ерменија, барајќи оставка од премиерот, откако Азербејџан ја поврати контролата врз спорниот регион на Горно Карабах. Аналитичарите велат дека ова може да доведе до дестабилизација на целата држава. Ерменија продолжува да ги погребува нејзините војници. Тие починаа во војната против Азербејџан минатата година, што доведе до пораз на Ерменија и губење на контролата врз регионот на Горно Карабах, што ја втурна државата во криза. Се наоѓаме во хуманитарна криза, бидејќи имаме илјадници бегалци и внатрешно раселени лица.
Ова е политичка криза од сите политички партии, оние во парламентот и оние надвор од него бараат оставка од владата. Секој ден на улиците има притисок врз премиерот Никол Пашињан да поднесе оставка. Аналитичарите велат дека тоа представува закана за дестабилизација на државата, особено откако военото лидерство јавно ги поддржа демонстрантите. Но државата е поделена. Поддржувачите на премиерот исто така излегуваат на улица да протестираат против евентуалната интервенција од страна на воените сили, што според нив е во спротивност на демократијата. Мислам дека јавноста во Ерменија генерално е доволно зрела да свати дека преку немири и неуставен пат не може да се постигне добро за државата. И мислам дека можеме да ги решиме проблемите ако ги следиме изборите. Тензијата на улиците и социјалното незадоволство се знак за продлабочување на поделбите, кои според некои се поттикнати од Русија. Некои сектори во општеството одат и дотаму што бараат Русија да ја припои Ерменија. Уход нинишни власти. Сакаме оставка од владата и нова унија со Русија. Тоа е единствен излез од моменталната ситуација. Ниту една друга држава во светот не дојде да ни помогне во војна. Отстапките на Ереван во Нагорно Карабах ја доведоа Ерменија во најлошата политичка криза од 1991 година и ја променија геополитичката мапа на Кавказ, историски нестабилен регион. А како гушкањето може да ги олесни последиците од изолацијата поради пандемијата на коронавирус? Еве што се случува во еден дом за стари лица во САД. 87 годишната Джини Шелдон има Алцхаймерова болест. Жителката на Джунипер Вилидж во Денвер, Колорадо, сега може да го прегрне синот, нешто што не сторила со месеци. Нејзиниот син Том вели дека не ја видел одблизу од минатиот октомври. Таа страда уште повеќе со тоа што не е близу до семејството. Семејството за неа беше се и тешко е да се гледа незината болка. Том вели дека е благодарен на луѓето кои поставиле шатор во старичкиот дом, иако контактот е возможен само преку мощна цврста пластична бариера. Прекрасно е да можете да се прегрнете, иако има проблеми со меморијата. Таа и натаму живее во сегашноста и може да ужива во моментот. Со над 28 милиони потврдени случаи на коронавирус, САД беа едни од најпогодените држави во светот. За повозрастните дури и мала преградка прави голема разлика, вели Ана Хостетер од Джунипер Вилидж. Шаторот се дезинфецира по секое користење и следните се безбедни да се прегрнат без ризик, како што не можеле изминатава година. Трогателни моменти, како овие го топлат срцето, вели волонтерката Аманда Мајер. Тешко е да се опише животот на овие луѓе и нивните семејства. Помислата дека немале физички контакт 8-10 месеци е жална. Ме радува кога гледам каква радост им носи. Од почетокот на пандемијата, слични шатори се појавија на локации во САД, но и во држави како Британија и Бразил, каде некои луѓе ги нарекоа место за преградки. Во Бразил, Елизабет Лизбоа го посетила татко и во дом за стари лица минатиот месец. Можела да го бакне и прегрне. Нашите животи се променија. Порано доаѓавме тука секој ден да го видиме. Друго семејство во истиот дом пее и танцува заедно откако не се виделе со месеци. Дирче Вилас Боас, која има 93 години, вели дека не може да биде пострекна што го минува времето со ќерка. Тоа е поврзаноста меѓу мајка и ќерка. Незиното срце беше грудка. Ова е добра идеја. По преградката се чувствувам добро, а ќерка ми е посмирена. Психијатрите во старичкиот дом велат дека и покрај пластичната бариера, постоењето на допир е голема работа по времето без физичка врска. Од мене толку. Ви посакувам пријатен викенд. До гледање до понеделник.